Ке го промени ли однесувањето на политичарите на Балканот? Извршната наредба на председателот Бајден? По Трамп, Фејсбук со цензура на сите светски лидери кои ја загрозуваат демократијата. Климатските промени ќе се проучуваат со дронови. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Извршната наредба на председателот Бајден е обид да се дисциплинираат политичарите на Балканот, велат поранешни македонски амбасадори за Гласот на Америка, иако според нив таа засега е само предупредување. Мики Трајковски. Голем камбек на САД на Западен Балкан, вака поранешниот македонски амбасадор во НАТО Нано Ружин ја оценува последната извршна одлука на американскиот претседател Џо Бајден, со која се предвидува замрзнување на имотот и забрана за влез во САД на лица кои работат против договорот од Преспа и Охридскиот рамковен договор. Американците се враќаат на Балканот и продолжуваат со политиката која што има своји корени во однос на таквиот вид на би рекол санкции уште од времето на Милошевиќ. Ружин додава дека во иднина може да се однесува и на некои други договори, на пример билатералниот со Бугарија. Смета дека администрацијата на Бајден, во која има луѓе кои се добри познавачи на регионалните случувања, направила одлична анализа. Ги истакнала слабите точки и настојува преку една политика, би рекол на повеќе на, не би сакал да употребам тежок збор, дисциплинирање, меѓутоа еден вид обид за да влијае врз политичките елити на Западен Балкан, вклучувајќи и Република Северна Македонија, во нивно покоректно однесување. А поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов смета дека ова ќе влијае позитивно не само на Северна Македонија, туку и на незиното опкружување. Сметам дека ова одредба поттикна многу да се многумина да се замислат на тоа како ќе работат понатаму и дека во суштина ќе влијае позитивно на целиот развој, не само за надворешната политика на нашата земја, ами и за надворешните политики на соседните земји. Филипов смета дека извршната наредба на Бајден представува одговори на сите информации изминатиот период за можна промена на границите во регионот. Ова е јасен одговор на сите тие манипулации, предигри, разни блефирања, можни сценарија, испитувања и така натаму без да се прашаат сили кои што на крајот одлучуваат дали некои промени ќе бидат озаконети и признаени во Обединетите нации. И двајцата не ја исклучуваат можноста. Наскоро Бајден објави и конкретни имиња на кои ќе им биде забранет влез во САД. Сметам дека ќе има и една друга листа која што ќе се активира во моментот кога некој од овие луѓе ќе побара да замине во САД, тогаш може од амбасадата на САД во Скопје да му се каже дека тој нема простор за патување во САД заради таа листа. Тоа јас засега тоа го гледам како едно предупредување, веројатно се забележани такви појави, па затоа е направено ова проширување и верувам дека во блиска иднина можеби ќе се појават и такви имиња. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски. Портпаролот на Стейт Департментот пак во изјава за Гласот на Америка кажа дека извршната наредба ќе се однесува и на лица кои работат против Западниот Балкан, во која и држава да се наоѓаат, не само во балканските. А во продолжение, по забраната на Трамп на Фејсбук, компанијата со порака до сите светски лидери. Со суспендирањето на Доналд Трамп во следните 2 години од страна на Фејсбук, експертите велат дека компанијата за социјални медиуми испраќа порака до светските лидери и јавни личности дека Фејсбук нема повеќе да им дава повластен третман кога нивниот говор ги крши правилата. Тоа за останатите светски лидери значи дека нема да бидат третирани поинаку поради нивниот статус на светски лидери. Паралелно со суспендирањето на Трамп, Фејсбук представи нова политика со која ќе може да цензурира постирање од светски лидери кои водат до повреда или нарушување на стандардите на заедницата.
Предходно, Facebook ги оставаше содржините од јавните личности со аргумент дека има интерес во јавноста дури кога содржината не е во согласност на нивната политика. Сепак, некои критичари велат дека прописите се премногу нејасни и дека двегодишната забрана за Трамп е многу блага, подразбирајќи дека Facebook останува отворен дури и за сериозните прекршувачи. Фактот дека се работи за суспендирање сугерира дека другите светски лидери само ќе паузираат, тоа значи дека ќе има можност да продолжат со постирања. Facebook вели дека јавните личности, кога ќе се вратат на платформата, ќе бидат подложени на зголемени казни доколку се повторители. Тие казни се од 1 месец до 2 години. Само во случаи кои ќе бидат окарактеризирани како екстремни, ќе има трајно отстранување. Не е важно кој сте. Може да сте папа, кралицата од Англија, председател на Соединетите Американски држави. Нема да може да ги користите нашите услуги. Се надевам за мнозинството, тоа е разумно, да не се поддржуваат, охрабруваат, величаат актите на насилство. Компанијата формираше независно тело да ги надгледува оние кои одлучуваат кои содржини се допусливи, но некој смета дека самото независно тело значи избегнување одговорност. Имам чувство дека тие ќе го користат тоа како свртување на вниманието од поголеми сериозни прашања, како тоа што прават нивните алгоритми за ширење на одредени информации. Минатата година раководителите на Facebook ја повикаа владата да преземе поголема улога во дефинирање на правилата на интернет. Американската демократија не и припаѓа на Силиконската долина, му припаѓа на американскиот народ. И луѓето кои ги подпишуваат правилата како треба да функционира американската демократија и каде треба да биде повлечена линијата за одреден говор и тоа што е прифатливо, а што не треба тоа да го прават приватните компании. Ова е контроверза што сигурно нема наскоро да исчезне од јавната дебата. И за крај, со дронови ќе се прибираат информации од океаните, потребни за проучување на климатските промени. Овој нов брод дрон што плови по водите на заливот Сан Франциско нема екипаж и се напојува само од ветер и сонце. Се подготвува за важна мисија. Океаните зафаќаат 70% од светската површина, но тие се практично неистражени. Мапирано е помалку од 7% од океанското дно. Токму тоа е мисијата на компанијата Saildrone. Правиме тридимензионална детална слика на секоја топографска карактеристика на дното на океанот. Saildrone има флота од помали автономни пловни објекти кои успешно пловеле по Атлантскиот и Пацифичкиот океан и го обиколиле Антарктикот. Тие се полни со сензори за собирање податоци поврзани со временските услови, климата и морскиот свет. Saildrone ги продава податоците на владини, научни и трговски организации. Навистина е важно да се измерат океаните и да се разбере што точно таму се случува за да можеме да помогнеме не само да ја предвидиме иднината, туку и да помогнеме во промена на таа иднина. Дронот со помош на сензорите го мапира дното на океанот. Традиционално истражувањето или мапирањето го прават бродови, многу големи бродови како што гледате зад мене со екипаж од 40 до 50 луѓе на бродот трошат илјадници литри дизел гориво дневно. Со користење на енергијата на ветерот можеме да истражуваме со месеци без да се вратиме на пристаниште. Се елиминира и ризикот за луѓето на овие опасни мисии. На пловните објекти им е дадена дестинација, но самите ги разработуваат деталите за навигација со помош на вештачката интелигенција. Собраните податоци се од витално значење за разбирање на нашата водена планета. Благодарам на вниманието. Пријатно.